И денеска поради отсуство на обвинетите и нивните адвокати повторно се одложи судењето за родилката од Дебар Илдис Веапоска. Таа со години ја бара правдата затоа што на порадување во Струшката болница едва ја остана жива, а изгуби 3 органи. Според Веапоска, обвинетите веќе 3 години постојано бараат начин да го одолговлекуваат судењето со една цел – да застари делото. Но им порачува дека тоа нема да им успее и дека ако до крајот на месецот не се одржат предвидените рочишта, таа и незините блиски ќе излезат на протест пред Струшкиот суд. Поради адвокатот на обвинетиот Мухамед Асани, бидејќи имал хитно рочиште што требало да се одложи нашето рочиште, сакам гласно и јавно да кажам и да повикам и на адвокатот и на судиите дали не е приоритет мојот предмет, што веќе 5 години сум по овие судски врати и 5 години психички се малтретирам и целиот настан се повторно ми се враќа во моите мисли. Адвокатот на Веапоска, Саша Јанев, вели одложувањето на рочиштата со цел застарување на делото укажува само на едно – дека обвинетите се виновни за делата за кои се судат. Последните неколку одлагања одбраната на обвинетиот тврди дека имале притворски предмети. По овој начин ми укажува дека или сите клиенти на тие бранители се во притвор, што не укажува за нивниот квалитет на одбрана, или пак целокупниот криминал во Западна Македонија се наоѓа во притворските оделенија на Битола и Скопје. Ова не е адвокатски начин на одбрана на клиентите, ова е само показател дека обвинетиот е навистина винен за делото кој му се става на товар и нивниот единствен излез е застареноста на делото. Судијата Јордан Јованов денеска најави дека ако обвинетите не се појават на следните рочишта, ќе се носат присилно во судница со полиција, но застарување на делото нема да се дозволи. Овдека е загрижувачки тоа што цело време во барањата на одбраната се потенцира дека другите предмети се приоритетни, дека се итни за кои што се бара одлагање, се заборава дека и овој предмет исто така е итен, бидејќи прети опасност со застареност и токму поради тоа е донесена одлука цело време расправата да се одложува за секој нареден работен ден, како што е и предвидено во ЗКП. Новото рочиште е закажано за понеделник за во 10 часот во Струшкиот суд. Во судскиот процес прво обвинете Мухамед Асани, гинеколог, акушер и поранешен директор на Струшката болница. Второ обвинета неговиот син доктор Блертон Асани и трето обвинета е Лилијана Јовановска, лекар гинеколог акушер. Се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето, откако дебарчанката Илдис остана без бубрек матка и јајник на порадување во Струшката болница. Делото застарува во август следната година.